Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Паника во криминалната организација ВМРО. Загубија над 150.000 гласови поради неисполнети предизборни ветувања и неспособноста да ја водат државата, криминалот, корупцијата и економскиот распад. Мицкоски и неговата криминална организација знаат дека времето им стекува, особено после најавите за почеток на истрагите во Унгарија за бизнисите, перењето пари и нивните медиуми во собственост на Орбан. Затоа, Орбановата пропаганда за ширење лажни вести против опозицијата работи со полна пареа. По рецептот на Гебелс се фабрикуваат лажни афери, се прави дефокус, се шират лаги, се прави се во заштита на криминалната група на Мицкоски. Со Мицкоски, Македонија падна за 3 места во индексот за слобода на медиуми на Репортери без граници. Оваа негативна медиумска кампања ја вода 40% од медиумите, дел од Орбановата мрежа во Македонија со главна улога на Алфа ТВ. Зграда од 42 спрата, Дубај, Рим, Венеција, Хариџиновиќ, Африка, златни визи, лични навреди и црна пропаганда. Сега повторно се води кампања за предавници и поделби. Се напаѓа СДСМ преку некоја платформа на ВМРО. Дури е ангажиран и приватниот Мосад, приватната Black Cube за следење на опозицијата и фабрикување афери. Слушнавме признание дека го користат и Пегасус, озлогласен шпиунски софтвер за таен и тотален надзор над опозицијата, новинарите и граѓаните. Паралелно на социјалните мрежи, преку лажни профили и ботови, секој пост кој што не се допаѓа на власта или го критикува Мицкоски, се напаѓа со коментари полни со омраза, псовки и навреди. Преку платформата на сестринската СНС од Белград покрена лавина од коментари и дигитална црна кампања против сите неистомисленици. Целта е јасна: ширење омраза по сите основи и подалба на граѓаните. Ние ќе започнеме пресметка со нивниот систем и со платформите што ги користат од Вучич и од сестринската партија СНС. СДСМ ќе ги ограничи коментарите на социјалните мрежи од ботовите на официјалните профили на партијата за одреден период. Целиот авторитарен систем на ВМРО ОКГ со Орбановата мрежа на медиуми е директна закана за демократијата и слободата на говор како европски вредности. СДСМ има обврска да се спротистави, бидејќи Алфа ТВ објави документи за председателот Филипче, им даваме рок од 24 часа да излезат пред граѓаните и да одговорат. Дали документите и визите се фалсификувани или се автентични и оригинални? И најавуваме веднаш, доколку се фалсификат, ќе заработат кривична пријава за објавување на лажни податоци. А доколку се автентични, тогаш ќе следува пријава за злоупотреба согласно Законот за заштита на личните податоци. Поднесовме кривична пријава за сомнежите за перење пари. Ги чекаме истрагите и во Унгарија и во Македонија. Да видиме колку е независно јавното обвинителство. Ви благодарам.